Накратко, го анализирав амандманот поднесен од страна на колешката Маја Морачанин и приклучен колегата Панчо Минов. И бидејќи си стоиме на зборот, колега, ќе го поддржиме овој амандман, затоа што, како што кажав и пред малку, додека говорев за туризмот, го цениме секој денар плюс вложен во туризмот. Само, министре, се чудам зошто нашиот амандман за развој на нови форми на туризам го одбивте, онака како што беше, значи без размислување целосно го одбивте, а овој за промоција на туристичката понуда го прифаќате. Како така со намалени средства, важно го прифаќате. Иако не е многу чудно, бидејќи праксата најчесто вели дека одбивате се што потекнува од опозицијата, па колку и да е конструктивно, колку и да е во интерес на државата. И сега јас ова не знам како да го протолкувам, освен дека ќе го промовираме она што го немаме. Бидејќи средства за развој на нови форми на туризам нема, ама средства за промоција, еве, имало, се најдоа. И не се, така нека е. Македонија, фала му на Бога, има поволна клима, природни убавини и долга традиција. Нека се промовира. Ако, бидејќи и овој амандман, поднесен од предлагач, од редовите на власта, чиј пак партиски генерален секретар е всушност најодговорниот за состојбите во туризмот, е и повеќе од доволен сведок за тоа дека премали се средствата за било каков развој на туризмот и туристичката промоција на земјата. Еве, министре, дајте му ги бараните 6 милиони од 21 милион денари, ама ќе ве замолам будно да го следете дали навистина ќе ги искористи за, како што е наведено во амандманот, за промоција на туристичката понуда и на целокупната туристичка индустрија во што поголем број на земји, на повеќе саемски манифестации, за медиумска кампања и реализација на проекти за поддршка на туризмот, што ќе придонесе за закрепнување на состојбата во туризмот. Да не биде само да продолжи да се рашетава во што поголем број на земји, на што повеќе саемски манифестации, а ние овде да продолжиме и понатаму да го сонуваме големиот сон за развиен македонски туризам. Бидејќи, ако не сте знаеле, министре, овој човек ви е познат само како саемскиот директор, затоа што се шета на саеми на сметка на државниот буџет, додека туризмот и државата не видоа апсолутно никаква полза од неговото директорување. Токму затоа и освои 400 гласа како кандидат за градоначалник на општина Ѓорче Петров, значи 400 гласа, три пати помалце од Гоце Вегета. Ете, луѓе со таков рейтинг ни го водат туризмот во оваа наша најубава, но и најжална Македонија, начело со оваа власт. Ви благодарам. Ви благодарам, јас